Некако ни влезе во навика импортерот за програмата на германскиот спортски производител Porsche да не разгалува на свој начин секоја пролет. Имена годинава Porsche Македонија се најде повторно на мапата на својот принципал, да преку посебен настап наменет пред се за земји од југоисточна Европа представи дел од својата гама за потенцијалните клиенти, партнери, пријатели и новинари. Porsche Road Tour едноставно продатни низ Македонија на патот за Истанбул, а во својата ергела тешка близу 1 милион евра со над 2000 коњи, овој пат ги имаше овие 6 изведби. Boxster S, Cayman GTS, Carrera 911 GTS, Carrera 911 Turbo S, Panamera GTS и Cayenne S Hybrid Tiptronic. Нашите домаќини се погрижија за кратко време да пробаме повеќе модели од оваа шесторка, односно да минеме по неколку километри зад управувачите на една од овие зверки. Се одлучивме да им посветиме внимание на поновите остварувања на производителот од Штутгарт, па веќе на стартот седнавме зад управувачите на обновениот Cayenne со хибриден погон и Panamera со додатокот GTS. Тешко се скротуваат оние збрефтани коњи кои веднаш се одзиваат на притисокот на педалата за газ. Неверојатно е чувството од звукот кој ви ги пара ушите, а сепак делува така пријатно, подскокнува адреналинот. Стрелките на мерачите за брзина и вртежи на момент лудуваат, брзо се стигнува до високите нивоа. Новата Panamera GTS не импресионира со модифицираниот 4,8 литарски V8 мотор, кој генерира на 430 конски сили и 520 Нм. Излезната моќност се пренесува на сите 4 тркала преку педакаменувачот. За да забрза до стотка на новата спортска Panamera со тежина од 1920 кг и се потребни под 4,5 секунди. Максималната брзина е 288 км на час. Престижното купе троши под 11 литри за 100 км, тврдат сосема искрено од Porsche. Во стандардната опрема на моделот е индивидуализираното воздушно подпирање што ја приближува модификацијата GTS за 10 мм поблизу до површината на патот, електронски контролираниот диференцијал, сервотроник. За елементи од дизајнот би ги издвоиле Sport Chrono пакетот, лед осветлувањето, 20-инчните филни RS Spider дизајн, електричен сончев покрив, спортските издови. Вака спакуваната Porsche Panamera GTS чини близу 170.000 евра. Porsche имаше фейслифтинг на својата сегашна генерација на Cayenne, која во оваа прилика беше представена и од сосема модифицираната верзија S Hybrid Tiptronic. На прв поглед, измените во стайлингот се суптилни, но за Porsche големи, а од нив би ги издвоиле поголемата маска, редизајнираниот преден браник со доработени отвори за воздух, поголемиот капак на моторот. Светлата беа опремени со LED секција и Porsche Dynamic Light System, задниот дел со нова светлосна група, модифициран капак на багажникот и браникот, како и поинакви завршетоци на издувот. Cayenne S Hybrid користи комбинација на компресорски 3,0 V6 со моќ од 333 конски сили и електромотор со 95 конски сили. Комбинираната сила изнесува 416 конски сили со вртежен момент од 590 Нм. За забрзување до 100 км на час потребни му се 5,9 секунди, а максималната брзина изнесува 243 км на час. Со користење на само електричниот мотор, брзината изнесува 125 км на час, а литиум-ионските батерии со капацитет од 10,9 кВт овозможуваат автономија меѓу 18 и 36 км. Да додадеме дека и остатокот од моторизацијата е доработен со цел да се понуди поголема моќ, а истовремено помала потрошувачка. За оваа заслуга има и унапредениот старт-стоп состав. Цената на овој модел изнесува 119.000 евра. На крајот решивме во она време што ни преостана да му се посветиме и на моделот Cayman GTS. Според информациите од Штутгарт, моделот со централно поставен мотор за оваа верзија доби подобрувања во агрегатот, системот за контрола на шасијата, подпирањето и затемнети Big Xenon фарови со систем Porsche Dynamic Light System како стандард. 6-цилиндерскиот боксер мотор е 3,4 литарски со моќ од 340 конски сили. Максималниот вртежен момент е зголемен за 10 Нм.
Опцијата Sport Chrono е стандард и работи заедно со PDK трансмисијата и активно копче Sport Plus. Времето за заврзување до стотка е 4,6 секунди. Не дека моделите како Boxster S, Carrera 9114 GTS, Carrera 911 Turbo S не заслужуваат посебно внимание, туку напротив. Се одлучивме за оние поновите, а се надеваме дека Porsche Македонија ќе влезе во некоја нова шема на спортски гигант, па во иднина ќе имаме нова прилика за дружењето со овие зверки. Германскиот производител Mercedes-Benz неодамна ја представи Shooting Brake модификација на моделот CLA. Автомобилот е најприфатливата караванска варијанта во палетата на компанијата, а воедно и вториот нејзин Shooting Brake модел, а моделската гама е во понуда веќе и кај нас. Елеганцијата на издолжениот заден дел на Shooting Brake, заедно со разновидноста што возилото ја нуди, се гаранција за исклучителноста на автомобилот, без притоа да се доведе во прашање дизајнот на CLA. На таков начин, висината на кабината на возачот која изнесува 94,7 см е поголема за 4 см во однос на стандардната верзија. Исто така е олеснет и пристапот до задниот ред седишта. Новиот CLA Shooting Brake е во склад со дизајнот на поскапиот и поголемиот CLS Shooting Brake. Автомобилот е долг 4630 мм, а има исто меѓуоскино растојание со CLA со 4 врати. Благодарение на зголемената должина, CLA Shooting Brake нуди за 25 литри поголем багажник од CLA. Обемот од 495 литри и лесно може да биде зголемен за уште 100 литри, бидејќи задните седишта се подвижни и може да бидат ставени во исправена положба. Максималниот волумен на багажникот од 1354 литри се постигнува при склопувањето на задната клупа. Новиот Shooting Brake ги користи истите мотори како CLA. При пазарната премиера моделот ќе може да се нарача во две дизел верзии: CLA 200 CDI и CLA 220 CDI. Бензинските се CLA 180, CLA 200 и CLA 250, кој може да биде опремен и со системот за погон на 4 тркала Formatic. Врвниот модел во палетата ги носи иницијалите CLA 45 AMG Shooting Brake и го користи познатиот 2,0 литарски бензински турбомотор со моќност од 360 конски сили и максимален вртежен момент од 450 Нм. Агрегатот се комбинира со систем Formatic и автоматска трансмисија со 7 степени. Сите верзии се стандардно опремени со Eco Start Stop функцијата и ги исполнуваат нормите на Euro 6 стандардот со емисија на штетни гасови. Факт е дека возилата на хибриден погон, каде е имплементирана плагин технологија и комплетно електричните изведби, се популарни во светот, а свое место заземаат и во политиката и активностите на сите економски развиени држави на стариот континент. Водечки на ова поле се Холандија, Норвешка, Франција. Веќе се приближуваат Данска, Естонија, а по нивниот пат посакуваат да тргнат и Германија, Шведска, Финска. Затоа се повеќе држави ги усогласуваат легислативите и законите со она што го диктира на ова поле Унијата, а некои превземаат и поконкретни мерки, како на пример Германија која постави и одредени задачи на својата автомобилска индустрија на ова поле. Како што е познато, во рамките на проектот Електра, електричен градски транспорт, финансиран од Европската Унија, а каде учествува и град Скопје, учествуваат 11 метрополи од Европа, од кои 3 водечки пилот градови. Таму веќе се прават голем број подпроекти и се превземаат одредени активности за поддршка на електромобилност. И градот Скопје превзема одредени чекори. Проектот Електра е своевидна иницијална каписла за отпочнување на електромобилноста во македонската метропола. Во последните месеци, градот Скопје ги прошири своите видици за примена на електромобили и обезбедување на услови и јавна инфраструктура за нивно користење во градот. Се планира до крајот на оваа година во рамки на проектот да се изготви физибилити студија, но исто така и да се анализира, тоа да се изврши калибрирање на моделот за електромобилност дефиниран во проектот Електра кај сите партнери како што се Дженова, Фиренца, Барселона, Загреб, Лисабон, Крајова, вклучително и во Скопје. Градот Скопје не само со овој проект, туку и со целокупниот свој капацитет и активности во иднина ќе работи на воведување на одржливи мерки за транспорт, а со тоа и доближување до европските стандарди и регулативи за електромобилност.
Се надеваме дека со вакви насоки во догледно време ќе одговориме во целост на поставените задачи, па на скопските улици ќе видиме поголем број на хибридни плагин возила и целосно електрични возила. Шангај 2015. На биеналното издание на Меѓународниот салон за автомобили во Шангај, кој се одржа за прв пат на површина од над 400.000 метри квадратни во халите на China Expo комплекс, имаше над 2500 изложувачи од 25 земји во светот. Ова беше 16-тото поглавие на манифестацијата која стана мощен значаен настан на автомобилската сцена, со самиот факт што Кина е водечки пазар во светот, па голем број производители ги остваруваат своите премиери на автомобили токму во оваа светска метропола. Вреди да се напомене дека шоуто се одржува од 1985 година и бројот на представените автомобили годинава беше близу 1500, од кои 70 со епитетот премиера. И секако, за еден абсурд, организаторите се бранија да има оскудно облечени манекенки покрај возилата, но истовремено не дозволија ниту влез на деца во семските хали. Несомнено, најголем број новитети беа од кинеските производители. Во големиот број експонати, Dongfeng ја представи во Шангај сериската верзија на својот модел Number 1. Кинезите нудат седан која користи платформата на Peugeot 508 и Citroen C5. Што се однесува до агрегатската понуда, тука е нов 1,8 литарски турбо-бензински мотор кој развива малку над 200 конски сили. Тој е во спрега со 6 брнзински автоматски менувач. Една од најинтересните компоненти е хидропневматската суспензија што доаѓа директно од Citroen. Корос во Шангај се представува со концептот 2PHF, со кој кинеско-израелскиот производител го најавува можниот иден дизајн, технологијата и насоката на ширење на понудата. Корос 2PHF е замислен и дизајниран на тој начин што најмногу треба да ги привлече младите луѓе. Доколку добие зелена светло за производство, сериската верзија на оваа студија ќе стане најмалиот модел во понудата на Корос. За моторизацијата на автомобилот е задолжен плагин хибриден мотор кој се состои од турбо-бензински агрегат со помал обем и два електрични мотори со напредни батерии вградени во подот. Во Great Wall одлучиле да ја разделат палетата на две моделски линии црвена и сина. Приоритети кај означените со црвено модели се раскош, удобност, функционалност и се насочени најмногу кон семејствата. Сината боја за возврат значи по-спортски квалитети, а целта е да се привлечат помладите корисници. Кросоверот H6 купе со црвено лого се разликува од синиот брат не само по опремата, туку и по изгледот на предниот дел, браник, маска и фарови. Во Шангај, освен оваа изведба, се представуваат и неколку концептни и сериски модели на марката, а меѓу нив се Haval Concept R и Haval Concept B, кои ќе го представат идниот дизајн на кинеската марка. На салонот големо внимание привлече еден концептен пикап. Надворешноста на автомобилот е импресивна, изграден е од елементи на конструкторот Лего. Пикапот Юху, кој се преведува буквално како домашен тигар, има завиден релјеф креиран од дизајнерите на компанијата GMC или Jiangling Motor Corporation, кои се труделе да создадат крајно футуристичко издание. Особено се впечатливи филните и гумите на тркалата. Вториот мощно интересен проект е на кинескиот производител Eagle, кој за оваа цел создал необичен спортски автомобил со електричен погон, не толку вреден поради своите перформанси, туку поради својот дизајн на екстериерот. Возилото однапред личи на моделот Ferrari F12 Berlinetta, додека профилот и задниот дел на Porsche Cayman. Mercedes-Benz го обелодени концепт GLC Coupe. Прототипот е предсериска верзија на автомобилот која ќе е вистински конкурент на BMW X4. GLC Coupe е целосно со LED оптика, темни мат елементи и жолта сончева боја.
Концептот има 3-литарски V6 битурбо мотор со моќност од 367 конски сили и 520 ньютон метри вртежен момент и 9-степен автоматски менувач како и форматик. Светска премиера има и BMW X5 X-Drive 40 и првиот серијски плагин хибриден автомобил на BMW. Перманентниот погон 4x4 и технологијата e-Drive овозможуваат да се постигне врвен спортски дух и доврба со незаменлива ефикасност. Електромобилот поседува вкупна моќност од 313 конски сили, генерирана од 4-цилиндарски бензински агрегат и синхронизиран електромотор, со комбинирана просечна потрошувачка од 3,4 литри гориво и на електрична енергија од 15,3 киловат-часови на 100 километри, при што CO2 емисиите се околу 77 грама на километар. Audi го представи атрактивниот Prolog Allroad концепт, кој овозможува увид во следната генерација на A6 Allroad Quattro моделот. Минатиот месец Audi го представи Prolog Avant концептот, а овој пат станува збор за Allroad верзија. Двата концепта се карактеризираат со плагин хибридни погонски агрегати, а Allroad се одликува со 4-литарска TFSI Twin турбо единица во комбинација со електромотор поставен во рамките на 8-степена типотроник трансмисија. Audi покажува и хибридна варијанта на моделот A6L на салонот во Шангај. Автомобилот е специјално дизајниран за пазарот во Кина, а и производството ќе се врши токму таму. Volkswagen го представи CQP GTE и демонстрира дел од дизајнот и технолошките решенија кои можеме да ги очекуваме во иднина од топ моделите на марката. Долгиот над 5 метри автомобил е опремен со иновативен плагин хибриден погонски систем кој обезбедува максимален вртежен момент од 500 ньютон метри. Системот е составен од 4-цилиндарски турбоагрегат TSI со 8-степена автоматска менувачка кутија и електричен мотор и литиум-ионска батерија. Volkswagen го представи и обновениот Scirocco GTS. Моделот беше освежен пред една година, но спортската верзија GTS пристигнува дури сега. Моќноста е зголемена за 10 конски сили во однос на предходникот. Моторот е 4-цилиндарски, 2-литарски со 220 конски сили, колку што има и Golf 7 GTI. Nissan Lania е уште еден модел представен на салонот во Шангај. Автомобилот е дизајниран од страна на студиото Nissan Design China. Стилот се карактеризира со многу од клучните детали на дизајнерскиот јазик на марката, а највпечатлива е V-маската. Nissan го представи и Murano Hybrid. Луксузниот хибриден автомобил е опромен со нов бензински агрегат, комбиниран со електричен мотор и компактна литиум-ионска батерија. Honda го представи Concept D. Дизајнот на машината остава стилен впечаток, особено во предниот дел, каде што се сместени детали со неправилна форма и остри агресивни фарови. Визијата се дополнува со огромни 21-инчни тркала. Еден од најимпресивните концепти според изгледот представен во Шангај неспорно е Chevrolet FNR. Прототипот е развиен заедничкиот General Motors и кинеската Sides Motor, а представува електромобил со функција за автопилот. Chevrolet FNR доби каросерија во вид на капсула која повеќе личи на мал целенски брод. Машината е опремена со лазерски светла во предниот дел и со систем за полнење без кабел, сместен во задниот дел на кабината. Прототипот е управуван од електромотори кои се наоѓаат во центарот на 4 тркала. Ford го представи официјално водичкиот модел за пазарот во Кина на салонот во Шангај, новата генерација на Taurus. Новиот модел е поголем со повеќе простор за патниците на задните седишта. Производителот постави LED светла напред и назад, како и 19-инчни тркала со интересен дизајн. Погонот е доверен на 2,7 литарски V6 EcoBoost турбоагрегат од новата генерација, но техничките карактеристики се уште не се познати. Taurus влегува во производство наскоро во новата 6-та поред фабрика на синиот овал во Кина.
Ford, откако ја свати посериозно работата со компактите и верзиите надградени врз нив, остварува извонредни резултати во продажбата на стариот континент. Бројките на продадени возила во Европа, посебно во овој сегмент за синиот овал, веќе подолго време се во нагорна линија, па по обновениот фокус следуваше и дотерување за моноволуменските изведби на C-Max и Grand C-Max, со 7 седишта со кои се дружевме на паневропската презентација во шпанската Палма де Мајорка. Како што беше истакнато на пресконференцијата од лансирањето на моноволуменот во 2004 година, досега се продадени 1,2 милиони возила и ова е третиот најпродаван модел по Fiesta и Focus во компанијата. Минатата година се пласирани 90.000 модели, што представува 12% од вкупниот пазар во Европа во овој сегмент. Со цел да ги приближат до клиентите, и двата модели добија слични унапредување кога станува збор за козметичките, механичките и технолошките детали. Единствено само задниот дел кај Grand C-Max остана ист, бидејќи заклучок е дека овде немаше потреба од модификации. Двата модели се со променета предница во која се истакнува новата маска ала Aston Martin и фарови со LED дневни светла. Позади се воочуваат поедноставени линии на вратата на багажникот, обкружена со помали светлосни групи. Браниците исто малку се модифицирани, а кога сме кај екстериерот, во понуда се и неколку нови бои и дизајни на алуминиумските тркала. Во внатрешноста има одредени корекции во материјалите и нивниот квалитет, а на повисоко рамниште е крената и завршната обработка. Новина е Sync 2, инфозабавниот систем, која дебитира со обновувањето на Focus. Тој нуди 8-инчен екран на допир и заменува голем дел од досегашните копчиња со кои доста сложената досега обремената централна конзола сега се поедноставува. Ford тврди дека многу работеле и на подобрување на намалувањето на непријатните звуци и вибрации во кабината. За тоа своја заслуга имаат и новините во вратите. Во делот на моторот е имплементирана дополнителна изолација во топлотниот штит, а за дизел моторите има и нови облоги. Ford C-Max и Grand C-Max ке се нудат со новиот 1,5 литерски TDCi со 120 конски сили, како и оптимизирана верзија на 2,0 TDCi со 140 и 164 конски сили. Бензинските мотори се 1,0 EcoBoost со 100 и 120 конски сили, како и 1,5 EcoBoost со 150 и 180 конски сили. Обновените MPV модели имаат подобрени управувачи и суспензија, а како новина пристигнува и популарната MyK технологија. Со дополнителна дуплата клиентите можат да изберат Big Xenon HID предни светла со Adaptive Front Lighting System, како и разновидни помошни системи како Active Park Assist, Perpendicular Parking, Cross Traffic Alert, Active City Stop и Active Braking. Сето ова влија и на возните својства кои можевме да ги видиме на дело во краткото дружење со моделите на патиштата низ островот. Очигледно е дека се работело на управливоста, а поради новините во подпирањето некако е подиректен односот на управувачот со подлогата. Занемарани се со оглед на високата конструкција и оние непосакувани лулања, па кога секе се преисапи, навистина, иако така не изгледа, новиот Фордов моноволумен со две лица е добро скоцкан. Американскиот истражувачки институт Reputation Institute направи рангирање на компаниите со највисок углед, а на првото место на оваа листа се најде BMW. Концернот Daimler е трет, додека на втората позиција се рангираше Google. Во топ 10 нема други компании поврзани со автомобилската индустрија. На четвртото место е Rolex, пета е Lego, пред Walt Disney, а натаму следат Canon, Apple, Sony и Intel. Вкупното рангирање вклучува 100 компании од целиот свет. Reputation Institute направи анкета меѓу 61.000 лица од вкупно 15 држави. Во вкупното е 100 на 14-тата позиција е Volkswagen, на 35-тата е Toyota, 42-та е Volvo Group, 61-та Honda, 65-ти Ford и на 96-тото место е General Motors. Од производителите на гуми, Michelin го зазема 19-тото, Pirelli 38 и Goodyear 45-то место.
Производителот на луксузни автомобили Jaguar објави дека бил избран за официјален автомобилски превозник за престојниот тениски турнир Wimbledon 2015, кој ќе се одржи од 29 до 12 јули. Матичната компанија Jaguar Land Rover ќе испорача вкупно 170 луксузни автомобили, вклучувајќи Jaguar XE, XF и XJ, кои ќе бидат употребени од организаторите за време на шампионатот. Тенискиот Grand Slam турнир Wimbledon е британска икона која е препознатлива во целиот свет, врв во меѓународниот спорт. Нема друг настан како него, потенцираат од Jaguar Land Rover. Без оглед дали се работи за најмалиот или најголемиот модел на Шкода, сите изведби на чешката компанија едноставно се синоним за квалитет и доверба. Силен пичат кој компанијата го наметна со својот неверојатен настап, особено во последните 2 децении. Успехот не се гради преку ноќ, а со него може слободно да се пофали субкомпактниот модел од млада Болеслав Фабија, која со претходните 2 генерации трасира сигурен пат, а ако по утрото се познава денот и третото нејзино поколение е на пат да го надгради. Чешката компанија во последниве неколку години наметна нова дизајнерска филозофија, единствен и лесно препознатлив визуелен потпис кој е само преземен од своите навистина успешни концептни решенија, меѓу кои пред се оној од Vision C. Фабија не користи само една, туку делови од 3 различни платформи, при што 50% е од универзалната MQB, додека 40% е од актуелната генерација на Volkswagen Polo. Модерна и атрактивно обликувана, новината е со должина од 3992 мм, што значи дека е пократка за 8 мм, но истовремено е поширока за 90 и пониска за 31 мм. Меѓуоскиното растојание е подолго само за 5 мм, но чешките автомобилски архитекти успеале така да ја спакуваат третата генерација, што представува најдобра вредност во сегментот, која се одликува со најмногу простор во внатрешноста и со зголемен волумен на багажникот од 330 литри. Што се однесува до дизајнот, особено привлекува малку поспуштениот нос, интересниот баланс меѓу маската и предните фарови кои имаа лед секција за дневна употреба, модифицираните браници и напред и назад, а тестниот модел имаше малку нагласен спортски стайлинг благодарение на комбинацијата на сино и бело, каде во преден план беа Beam White специјално за Color Concept 16-инчните тркала. Во интериерот исто така во склад со новите Шкодини дизајнерски решенија, едноставно не може да не доловите дека во внатрешноста има огромни промени, пред се поради далеку подобрата ергономија, пространност и повисок степен на завршна обработка. Инструменталната табла практична, сите компоненти од неа функционални, малку поинаква централна конзола со доминација на големиот 6,5-инчен мултимедијален екран. Филингот го надополнува специфичната лајсна која кај нас да биде во склад со екстериерот беше во бела боја, а посебен впечаток ни остави стартот преку копче, а не со клуч, на што не сме навикнале кај овој сегмент. Удобните седишта ќе ви понудат одличен комфор, а мора да потенцираме дека и овде важи нашата констатација за неколку други модели од сегментот што ги имавме на тест досега, дека некои трендови се проширија и на пониските сегменти, па така на задната клупа може без проблем и комодно да се сместат 2 лица и има доволно простор за колената и главите. Ова е првиот Шкодин модел кој нуди Mirror Link систем кој преку централниот екран привзема приказ од паметен телефон и овозможува потполна управливост. Тука е и составот Smart Gate кој дава податоци за возилото и информации околу истото кои не ги даваат инструментите или патниот Maxi Dot компјутер. Од елементите од стайл нивото на опрема ги издвојуваме кожните елементи на управувачот, рачката на менувачот, на рачката на сопирачката, на предниот аудио состав Bolero, AUX и USB излази и Bluetooth поврзаност, CD читач како и автоматскиот клима уред. Досега многу сме пишувале за вредностите на TSI погонските агрегати од Volkswageновата групација, потенцирајќи колку се успешни, особено нивната downsizing технологија.
Една од поуспешните изведби беше дел и од тестниот модел унаа со 4 цилиндри, со моќ од 90 конски сили кои се чувствуваат во секој момент, бидејќи оној турбополноч повеќе од добро си ја врши својата работа. Затоа можеме слободно да кажеме дека вака спакуваната Фабија, која знае и пријатно да зареже, е мощен динамичен автомобил, за која свој придонес има и вкупната маса. Максималната брзина изнесува 182 км на час, а забрзувањето до 100 е 10,9 секунди. Потрошувачката во град беше околу 6,6 литри на 100 км, а емисијата на CO2 107 грама на километар. На крајот, висока оценка и за менувачот, прецизен со краток код и лесно се шалта. По изминатите први километри се добива впечаток дека има одличен контакт меѓу управувачот и подлогата. Тоа го нуди пред се стабилното подвозје, подобреното подпирање кое успешно ги впива нерамнините на нашите очајни улици. Вака моторизираната Шкодина изведба добро се знаоѓа за онаму и каде е наменета, во урбана средина. Како и да е, можеме да дадеме солидна оценка за возните својства, кои се несомнено на задоволително ниво поради пакетот на помошните системи ABS, EDL и ESP, кој Шкода ги води како пакет ASR. Многу важен елемент секако е старт-стоп функцијата и темпоматот. Доколку сакате повеќе елементи од безбедносната опрема, како например Front Assistant со интегрирана City функција на сопирање, Driver Activity Assistant или Hill Hold Control, ќе треба да доплатите. Навистина извонреден представник на својата класа, па ни за џабе сите оние награди и признанија. И кога секе се стави на кантар, епа ќе треба да се плати. Овој модел во Porsche Македонија чини 12.550 евра, но со елементите од дополнителната опрема достигнува до 14.355 евра. Американската вселенска агенција НАСА создаде прототип на превозно средство на иднината за градски сообраќај со електромотор и невообичаено висок степен на маневрирање, овозможувајќи му да се паркира и во најстрогите места. Со двете места за седење, MRV е целосно електрично возило многу соодветно за преоптоварениот градски сообраќај, пишува во соопштението на НАСА. Природно, конструкцијата е направена со цел нејзина употреба на други планети, а за тоа е додаден и далечински управувач. Машината доби ознака MRV, Modular Robotic Vehicle или модуларно роботизирано возило. MRV користи 4 модули наречени E-Corner, специфични тркала од специјална легура, резервен управувач, пасивно контролирана суспензија и систем за сопирање со електродовод. Движењата на управувачот се пренесуваат на секој модул како електрични импулси по кабел, а секој модул може да се управува одделно и да се ротира 180 степени околу вертикалната оска. Секое тркало може да се регулира посебно, овозможувајќи дури странично паралелно паркирање. Тоа беше се за ова издание на Автоплюс. Следете не повторно во истиот термин наредната недела или на нашиот веб портал